Петар Ниновски имал почеток на кариерата како што многумина во земјава би посакале. Дипломирал и набрзо се вработил во меѓународна компанија на добро платена позиција. Но во 2015 година решил да оди подалеку од македонскиот сон. Отворил своја стартап компанија, односно фирма која почнува од нула. Секоја компанија на почетокот кога сака да развие иновативна идеја што не е стандардна, што не е дуќанче, што не е пекара, што сака да понуди иновативен продукт, почнува како старт. Пробува со еден продукт, пробува со друг продукт, пробува бизнис моделот, го менува така натаму, додека не направи тоа, ние го викаме продукт маркет фит. Односно дека не извади продукт што ќе може да се, што ќе има доволно број на клиенти што ќе сакаат да го конзумираат, да го купат, за да може да овозможи да расне компанијата, проширување и така натаму. Производот што Петар го понудил на пазарот е квалификувана работна сила, или поедноставено, предвидел дека во светски рамки ќе почне да недостигаат работници во IT секторот, па нашол начин како брзо да обучува таков кадар. Решивме да направиме компанија која ќе им овозможи на луѓе брзо да се стекнат со дигитални вештини, која подоцна ќе им помогнат да се вработи да започнат нова кариера и дополнително ќе им помогне на луѓе да се преквалификуваат, луѓе што веќе имаат некои други вештини да се преквалификуваат за да може да започнат во овие индустрии. 5 години подоцна, стартап компанијата на Петар, Brainster, има 30 вработени и 100 надворешни инструктори. Нивните програми за обука ги поминале повеќе од 9000 луѓе, до пред корона кризата во училница, а сега и онлайн. Освен во земјава, имаат канцеларија во Австрија, а од следната година и во Словенија и во Хрватска. Отворените работни позиции што ќе ги видиме во 2025 година, 50% од нив се уште не постојат. Толку брзо ќе се менуваат работите во иднина. И за тоа образованието мора да одговори на не само на моменталните потреби, него да предвиди што е what's next, односно што е тоа следно што ќе треба луѓето да го знаат. Бојан Трајковски е еден од производите на Brainster. Бил економист во национални шуми пред да се преквалификува пошто добил понуда да продолжи како инструктор, а се вработил и во една странска IT компанија. Нема ограничување ниту дали се работи од некоја финансиска гледна точка, ниту пак по однос на скалилото на кое што ќе се искачувате, почнувајќи од junior позиција па се до senior, сето тоа зависи од вашиот skills, од вашите способности, колку брзо ги совладувате некои вештини, колку брзо се прилагодувате на нештото и идите напред. Христијан Волкановски пак ја поминал Академијата за дигитален маркетинг на Brainster, паралелно со студиите по туризам. Сега тој ја оддржува интернет страницата на невладината организација Стартап Македонија. Покрај тоа што факултетот ти го нуди, секогаш треба плюс нешто од себе да дадеш, нешто ново, некој нов импулс за нови предизвици во животот, кариерата, подобрување на кариерата и слично. Стартап Македонија, каде Волкановски ја добил првата работа, е организација која помага во поврзувањето на сите актери во стартап заедницата во земјава. Основана е со помош на швајцарската програма за предприемништво SVCP, од каде добива континуирана поддршка. Целта е на едно место да може да се сретнат образовните институции, инвеститорите и самите компании. Се направи дигиталната платформа на која што буквално секоја стартап компанија може да направи свој профил, секоја организација која што пружа поддршка, секоја институција која дава финанси или било каков допринос кон тие стартапи исто така можат да се приклучат кон платформата, поради тоа што тоа е идејата сите да бидат на едно место и да можат понудата на услуги кон стартапите да ја најде побарувачката на правото место. Едно од карактеристиките што го разликуваат стартапот од обичен бизнис се иновативноста и потенцијалот за брз развој. Во овој период, конкретно, предпоставувам дека ќе биде брзо растечки стартап, тој што ќе најде како да се адаптира на промените, а со ситуацијава тоа е да успее дигитално да ги пренесе своите услуги или продукти на начин на кој што не биле до сега направени и да овозможи да ја пружа својата услуга дигитално. Например, стартап не може да биде
бурек и направи некоја иновативна машина за правење бурек која што наместо, не знам, карикирам 5 сати го прави бурекот за 5 минути со истиот квалитет или уште подобар квалитет од другите бурекчилници, тогаш еве го потенцијалот за брз раст. Добрата бизнис идеја и план се клучни предуслови за основање стартап компанија, но за таа компанија да почне да работи, потребни се пари. Мора да се напомене дека е многу тешко на новооснованите бизниси да пристапат до финансии, освен ако самите не стават свој колатерал, за да добијат средства од банка, но затоа се посебните банкарски инструменти. Тука се ангел инвеститорите кои што сакаат да помогнат на бизнисите и гледаат начин како со својата експертиза, средства и мрежа да помогнат на бизнисот, а бизнисот кога е во некоја подоцнежна фаза, односно веќе има продукт кој што се продава на пазарот и е потребно поддршка на растот, излегување на нови пазари, тука постојат VC фондовите, односно фондови на ризичен капитал, кои што возможуваат инвестирање на големи средства за да може да се поддржи растот и да се скрати времето до успехот кој што бизнисот сака да го има. А сите овие чинители го градат така наречениот стартап екосистем, што е кратинка од економски систем. Тој има 3 столба: јавен сектор, приватен сектор и образование. Целата идеја и целата поента е колку повеќе луѓе разбираат што се тоа стартапи, кои се сите можности кои постојат во овој екосистем, да се инспирираат и мотивираат да и тоа и го работиме, промена на начинот на размислување, дека постојат можности кои што не се само вработување во државна администрација или во банка, односно тој тип на сигурна работа, него да се охрабрат дека ќе има кој да ги поддржи доколку сака да започнат свој бизнис. Нина Николич работи во швајцарската програма за предприемништво SVCP, која ги поддржува македонските стартап компании првенствено преку носење странски експерти. Работат со нив да им го пренесат тоа знање, да им го пренесат искуството, да ги научат, односно да им покажат што функционира, што не функционира и заедно да го одиме тој процес, да собираме искуство од страна, меѓутоа да си го моделираме развојот на нашиот екосистем по наш терк. А заедно кога ќе ги одредиме тие цели на каде ќе се движи, тоа за нас ќе значи дека ја креираме новата економија во земјата и креираме можности за не само наши сограѓани да се охрабрат и да започнат свој бизнис, меѓутоа гледаме дека има интерес и од странски државјани, имаме веќе неколку примери кои што се решиле дека од тука може да го започнат и да го менаџираат својот бизнис. Таков пример е 31 годишниот германец Карстен, кој веќе 2 години живее во Македонија. Водел бизнис во Холандија, но по туристичка посета пред 4 години решил да отвори стартап компанија во Скопје. I think the kind of people that we're working with, they are usually quite eager to learn and to develop. They're here kind of because they see that as an opportunity to develop. So being able to try out things here from Macedonia, like with working clients from all over the world, we can experiment, sometimes we can fail. So the same thing we would not have in, for example, in the Netherlands, where everything has to be very thoroughly planned out, nothing can go wrong. So I think here it's easier to take some risks, and I think that's what I'm enjoying here a lot more to run a business. Неговата компанија сега има 55 вработени, кои без оглед на COVID-19 немаат потреба да доаѓаат на работа, туку работат од дома. Таков е IT секторот. Карстен вели дека ужива да работи во македонски околности, но има и препораки како да се подобри овдешниот екосистем. The biggest contribution is they can do is when they'll just try to take away all the obstacles that early stage companies have. For example, it's about the registration process of setting up a business. How often do you need to report, the bureaucracy linked to it, thinking about how to set up like the payment system. Like, I think a lot of IT companies, they would have clients all over the world. So really essential is being able to receive money from all over the place, whether it's Stripe, PayPal or whatever different payment system. Дека во македонскиот екосистем има многу кочници за стартап компаниите, признаваат и од Државниот фонд за иновации и технолошки развој, чиј фокус се токму стартапите.
Прашање што не ги кочи, а не што ги кочи. Меѓутоа, еве заедно со Стартап Советот баш веќе работиме на некои од тие законски измени. Едно од нив е ликвидирање на фирма. Стартап е фирма што ја отвараш, ја затвораш, може ќе успее, може би не. Кај нас знаеме дека процесот на затворање на фирма може да трае година дена, да ќе отвори за 2 дена, ама пробај затвори ја. Тука е законот за конвертибилен заем што ќе овозможи развој на бизнис ангели, многу важен сегмент во стартап екосистемот. Ние ќе бараме менување на законот на странци, со тоа што ќе креираме програма за дигитални номади, односно луѓе од странство, кои што би сакале да дојдат да живеат во Македонија. Во последниве 5 години, фондот поддржал околу 560 компании, од кои повеќе од половина се стартапи. Во нив државата вложила 23 милиони евра. Дали е тоа доволно? Не. Затоа што јас верувам дека стартапите ја имаат моќта да направат трансформација на македонската економија и токму поради тоа во нашата среднорочна и годишна програма направиме еден столб што ќе се фокусира само за развој на македонскиот стартап екосистем. Не зборам тука само финансиски инструменти, туку и законски промени, регулации, на еден начин да создадеме атмосфера да ја покажеме моќта и колку ствари стартапите може да придонесат кон креирање на нова, компетитивна економија на поинаква слика за нашата земја. Еден од чекорите за помош на стартап заедницата е и најавата на владата дека ќе понуди бесплатен простор и други потребни услови за стартап компании во комплексот Македонско село, на падините на Водно.